Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, понеделнички и во текот на оваа работна седмица ќе имаме 5 нови изданија со 5 различни теми кои верувам ќе бидат добредојдени со информации, совети и препораки, бидејќи секогаш е важно навреме да слушнеме, да препознаеме симптоми, да правиме редовни прегледи, да работиме на превенцијата, бидејќи дел од здравствените состојби, односно оние посериозните, не даваат никогаш одредена симптоматологија, па ќе се откријат на случаен наод, но важен е извештајот и испитувањата и исследувањата на патологот во поставувањето на конечната дијагноза и како понатаму ќе се продолжи со третманот на одреден проблем. Ова утро зборуваме за тумори на бубрек и улогата на патологот во поставувањето на точната дијагноза. На оваа тема разговараме со професор доктор Вања Филиповски, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро, доктор Вања, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, благодарам за поканата. Станува збор за една специфична патологија, тумори на бубрек, нешто за што досега не сме зборувале, ама иако е поретко, заслужува должно внимание да го споменеме и да бидеме запознаени и да знаеме за тоа. Во што е спецификата на оваа болест? Туморите на бубрек се доста поретки од другите типови на тумори. Тоа е едната главна специфика и втората специфика е дека многу касно даваат симптоми, така да во моментот на откривање станува збор за најчесто за голем тумор кој што може би се проширил на подалечни места, така да во принцип се откриваат подоцна во однос на другите типови на тумори. Да. Кога ги споменуваме и другите типови, ќе речеме добре работата што некој ќе даде очигледен симптом, па навреме ќе одиме да провериме за што станува збор. Во принцип, ако станува збор за шупливи органи, побрзо стануваат, побрзо се јавуваат симптомите. Ако е, да речеме, тумор на мочен меур, брзо ќе даде крв во мокрача и е благодарен од тој аспект да може порано да се открие. Солидни органи малку потешко, значи додека да направи симптоми кои што се строго специфични, може да се пропушти туморот, затоа што покрај крв во мокрача исто што може да даде туморот на бубрек, често прв симптом е и масата, целата маса туморот е толку пораснат да може да се палпира, да се види, да дава некоја болка, тапа во тој предел кај што се наоѓа бубрегот и неспецифични симптоми, губење на телесна тежина, малаксалост. Значи станува збор за општи симптоми кои што тешко можеме да ги препознаеме дека потекнуваат од бубрегот. Да, некогаш и сосема случајно, одејќи на преглед за нешто друго да провериме, може да се откријат точно, да. туморите? Значи, често се случува с друга проблематика од пациенти, ќе се направи компјутер, да речеме, на абдомен, бубрегот е во ретроперитонеалниот простор, релативно задскриен и во околина има една голема ложа, има голема масна капсула, масно ткиво, така да може и да се шири, а да не дава симптоми и, например, за друг преглед ќе се направи снимка и ќе се види присуство на туморска маса во бубрегот. Ни се случувало и да препознаеме тумор на бубрек од метастатски депозит. Значи во друго место, например метастаза во бел дроб, метастаза по лимфни јазли, да предпоставиме дека е бубрек, да направиме адекватни анализи, па накнадно да се прави, да речеме, снимка на стомакот и да се најде индиректно туморот. Да. И повторно ќе се вратиме на она дека редовните и превентивни прегледи, навременото препознавање или пак неигнорирањето на симптомите се многу важни кај секој здравствен проблем, дека колку порано се открие ќе биде подобра прогнозата. Туморот на бубрегот, ако се открие во рана фаза, тогаш со вадењето на бубрегот со хируршка интервенција се смета дека ќе се излечи болеста. Затоа е битно при најмал аларм за некаква симптоматологија да се направат тие радиолошки исследувања и да се открие туморот. Така, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање.
Веднаш по рекламите продолжуваме со разговорот, но имаме веќе двајца гледачи на линија, секако ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања, да им го дадеме советот и препораката, а потоа ја разработуваме и темата. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Јас сум постара особа. Имам циста на бубрек. Дали тоа нешто може да ме наштети? Обично вака ме заболува тука напред, као да ме боли слепо црево, а нема врска. Не знам што да кажам. А друго, уопште циста. Ме интересира самата циста, као циста е, например, на мозок кај дете. Дали може да се повлече? Се праша за мене прва, сега циста на мозок. Дали уопште се повлекува цистата како циста? Предпоставувам дека редовно правите контроли кога е веќе откриено и ви е препорачано така што понатаму да правите? Јас одам, ми викат дека не е страшно, дека е мала, дека ништо нема да се случи и така. Добро. Ама не знам. Јас сепак сакав и вие да Така, кажете. секогаш сакате дополнително да се консултирате. Ви благодариме за јавувањето. Да, цисти на бубрек има многу, да речеме, предпоставувам по описот дека стана збор за simple renal cyst, го викаме проста епителна циста, која во принцип представува блокиран дел од тубулите и не истекува урината и се прави цистична формација. Таа во принцип споро се зголемува. Ако дојде да заземе некои големи размери, евентуално тоа треба хирург да каже дали треба да се отстрани или не. Иначе за цистите на бубрек доста добро рентгенолозите ги следат, имаат они една техника бирација викаат, која што утврдува за типот на цистата според клеточноста, дали има септираност, дали е една циста, мултилокуларна циста. Они во голем процент точно одредуваат што е причината. Ако стане голема, може лапароскопски едноставно да се отстрани, но во принцип не представува некаков проблем. Збориме ако тоа е што предпоставувам дека е. Ако е направена, да речеме, радиолошка диагностика со тој пират систем, ќе може, предпоставувам, утврдено и благодарение на тоа е кажано дека цистата е бенигна и не треба да се пипа. Да. Оправдан е секогаш стравот, ние најмногу се плашиме да не нешто премине во малигно, меѓутоа тој страв ќе не тера веројатно редовно да си правиме контроли како што е препорачано, иако и кога вака и во секојдневие кога слушаме, многу луѓе ги имаат цистите, ама се следи нивната големина. Точно. Да. Е сега она што спомена циста на мозокот, тука веќе тоа, значи мозокот е малце пипава работа, мислам таму да не се рентгенолошки треба да се предпостави што тип на циста е, со што е исполнета, дали каква маса има во цистата и цисти на мозок се релативно ретка работа. Сега, дали е од инфламаторна природа, постојат цисти од, да речеме, Раткеова циста тамо кај на незгодно место во мозокот, значи има повеќе типови на цисти и не знам која е природата на таа циста. Во секој случај, ако не притиска на некакви витални органи, ако не прави мас ефект, значи да се однесува како тумор благодарение на растење, да притиска на соседни органи, тогаш треба да се прати. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Сакам да го прашам докторот. Имам циста и на бубрегот, и на црниот дроб. Па требаше да се правиме операција, ама бев ослабнен негде околу 20 килограма и не се нафатија. Ту во мојот град, ту во Скопје и не знам. Не знам што да ви кажем. Сега сакам да слушнав сега, па докторот да видиме што ќе ми каже. Едната циста е негде зголемана, негде на 7 до 5
шампион. Во ред, ви благодариме и вам за јавувањето. Добро, сега овде има и нов момент, има и циста на црн дроб и циста на бубрек. Така да ова може да постојат некои ентитети кои што даваат цисти на повеќе органи. Значи не можам ја да тврдам сега што е која е причината. Да. Например, тие знаат и додат со циста и на бел дроб, но да речеме големината што ја опиша дека е 7 сантими е, да речеме, веќе загрижувачки. Но сепак еве заради состојбата на пациентот не се нафатиле, претпоставам, колегите да оперираат. Инаку за кој тип на циста станува збор, од кога ќе се отстрани, тоа доаѓа, да речеме, кај патологот, за да он види цистата со каков тип на епител е обложена, која е содржината и да ја даде дефинитивната дијагноза. Така да неблагодарно ја да сега претпоставувам што тип на циста е тоа. Така, да. Пошто постојат и цистични тумори во бубрегот, кои што, да речеме, затоа кажав, ако е мултилокуларна цистата, што ја гледа рентгенологот, тоа сугерира можност да е тоа малигна неоплазма која што расте како циста. Значи постои таква можност. Така да би требало, заради големината, по мене, иако ја не сум хирург, хирург треба да одлучи, би требало да се извади, да се донесе кај патологот за да види за каков тип на циста станува збор, дали е бенигна или малигна. Така. Но никогаш ниту лекарите, ниту пациентите не се откажуваат од нештото, така не велиме до тука стигнавме и од тука веќе дури кога се минимални шансите се презема нешто. Јас верувам дека и на следен некој преглед можеби состојбата ќе дозволи на пациентот да значи за се има решение, да. Во принцип, затоа кажувам дали и ќе се оперира, тоа зависи од хирургот, базирано на рентгенолошкиот имиджинг, да види дали е операбилно, како да пристапи, колку да биде радикален, значи тоа се елементи кои што треба хирургот да ги одлучи, а материјалот после доаѓа кај патологот за да каже за каков тип на циста станува збор, дали е бенигна, дали е малигна. Да, и секогаш пациентот има право и на второ и на трето мислење доколку нели смета самиот тој. Во поглед на или во однос на туморите на бубрек, колкава е честотата кај кого најчесто се јавуваат? Има ли причини, ризик фактори кои што може да укажат на ваква појава? Значи во однос на другите типови на тумори, значи на други органи, релативно се поретки. Не можам сега тачно да кажам колкава е честотата, но се поретки. Може би тоа се должи од една страна и на фактот дека касно се откриваат, значи касно даваат симптоми, затоа што ви кажав, ретроперитонеален орган скриен, не дава симптоми. За причините нема некоја посебна причина која што се разликува од другите типови на карциноми, например пушењето, дебелина, како да кажам, лоша исхрана, значи таков животен стил, стрес, секогаш тие се земаат како ризик фактори за појава на туморите на бубрек. Така. Кога веќе ќе се открие нешто, иако велиме секогаш најчесто за жал во подоцнежна фаза, освен оние основни и стандардни снимања преку кои се открила присуството на туморот, колку е важно, односно дали тука веќе една сцена стапува патологот за да се одреди точната дијагноза за каков тумор станува збор, за каква е неговата структура и ред други работи кои што се земаат во предвид. Да, во однос на туморите на бубрек, најчесто ние ги добиваме како патолози туморите како оперативен материјал заедно со изваден бубрек. А не како претходно со парче земено од биопсија? Со парче биопсија, значи да, постои и биопсија, но многу поретко. Да. Баш поради фактот дека во моментот на откривање тие се толку големи да ја компрометираат, да речеме, функцијата на бубрегот, бидејќи тој мас ефект што го прави во бубрегот, исто така ја отежнува и функцијата на бубрегот, секундарно се развива хроничен пиелонефрит, и заради тоа најчесто ги добиваме веќе оперирани. Не се случувало и биопсија, ако се откријат мали тумори, да добиеме биопсија,
и ние на биопсија да поставиме дијагноза, но туморите на бубрегот се, збориме за најчестите тумори, се и добро прокрвени, така да поголем бенефит за пациентот е да се отстрани туморот заедно со бубрегот, а во последно време добиваме и материјали на така речена парцијална нефректомија, не да се извади целиот бубрег, ако димензијата и локализацијата на туморот дозволува, се вади само туморот со мал дел во здраво од бубрежното ткиво, за да остатокот од бубрегот продолжи да функционира. Сега, од кога ние ќе го добиеме бубрегот, значи ги правиме стандардните испитувања, земаме примероци, макроскопски го гледаме туморот, адекватни примероци семплираме од ресекциони ивици, за да се види дали е во здраво извадено. И после тоа, првата етапа, морфологија, која што е, да речеме, златниот стандард во патологијата, врз база на тоа што ќе го видиме под микроскоп, предпоставуваме за кој тип на дијагноза станува збор, но кај бубрегот, као специфика за разлика од другите тумори, неопходна имунохистохемиска анализа, втора етапа што ја правиме, затоа што голем број на ентитети постојат кои се прелеваат според морфолошката слика еден во друг, заради тоа ние мораме имунохистохемија да направиме. Тоа е техника со помош на која се одредува присуство или отсуство на некој антиген на површината на туморската клетка и на таков начин да го класифицираме во точен правец, бидејќи постојат ентитети кои што се бенигни и се многу слични со ентитети кои што се малигни, така да имунохистохемијата ни е неопходна во дијагностиката на бубрезите. И е најдобрата дијагностичка, така? Најдобрата дијагностичка метода во моментот во светот, како се воведува, е молекуларната дијагноза, тоа е таа трета етапа. Како веќе и новитет, да. Тоа е новитет кој што така уште и на светско ниво не е до крај разработена, во смисол зборувам за туморите на бубрек. За тумори на други органи имаме да речеме некои ентитети кои што се јасно дефинирани. Што представува оваа трета техника? Оваа трета техника представува утврдување на присуство или отсуство на некакви мутации во туморските клетки. Базирано на тоа се менува и бројот на ентитети. Така да, според Светска здравствена организација, постојат, да речеме, морфолошки дијагнози, подкрепени со имунохистохемиска анализа, и се воведува нова категорија, нови тумори, да речем нови тумори, ги викаат молекуларно дефинирани тумори, врз база на генетските мутации кои што ги поседуваат. Како да кажам, најдени се неколку јасно дефинирани ентитети, но постојат и уште недефинирани ентитети и се предпоставува во иднина дека кога ќе се соберат доволно голем број на случаеви, пошто се овие ретки ентитети, ќе се додефинира и табелата што е за молекуларно дефинирани ентитети ќе порасне уште повеќе. Така. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Се извинувам, дали би можел докторот нешто да ми каже? На сопругот му е пронајдено тумор на белите дробови. Добро. Каков тумор? Да. Малку опис. И чекаме од биопсија, дали преку биопсијата може да се дознае дали ќе треба да се оперира или... Така, Да. добро, ви благодариме. Малку ни се информациите, ама до тука е стигнато. Значи, парче биопсија во принцип, веќе е на анализа. Ако е откриен тумор на бели дробови, направена е биопсија. Тука сега има неколку етапи како се додиагностицира, значи на база на морфологија, што ќе видиме, ние предпоставуваме за кој тип на тумор станува збор и даваме одредени антитела, антигени, значи имунохистохемиска анализа повторно, за да видиме за каков тип на тумор станува збор. Во принцип, туморите на белодробието, две големи категории се
планоцелуларен карцином и аденокарцином, и постојат други типови на тумори, како ситноклеточен, што е најагресивен, и, да речеме, подваријанти некои на аденокарцином, како бронхиолоалвеоларен и така натака. Кај белодробието, многу ни е драгоцен примерокот што ќе го добиеме, затоа што тоа е биоптичен материјал кој што ќе земе мало парче на ткиво, а на тоа треба прво да се направи имунохистохемиска анализа и после да се прави молекуларна анализа, ова што го збориме кај бубрези што не е развиено, кај белите дробови е многу подобро развиено, значи молекуларната дијагностика кај бели дробови многу широко се распространи и правиме рефлексно тестирање ние правиме, затоа што кога ќе се добие парчето, и во лабораторија на лаборантите им кажуваме да се штеди материјалот. Многу е драгоцен, мал е, а треба да претрпи многу пресеци. Па уште на почетокот се земаат само по 1-2 мали пресеци да се види дали воопшто има туморски клетки. После, ако има доволно да се види дали може да се разграничи дали е аденокарцином планоцелуларен или ситноклеточен, со штедење на антитела кои што ќе ги дадеме против антигените за да се одреди кој тип на тумор е. После тоа се прават дополнителни тестирања, значи тестирање за сега да не ги наведувам АЛК, РОС, ПДЛ за имунотерапија, значи нешто што е потребно за онколозите. Да. Зошто? Бидејќи и туморите на бубрегот исто така најчесто во момент на откривање се веќе проширени и се хируршки иноперабилни, така да треба да бидат третирани со онкологија, директно да тргнат со онкологија, а материјалот ни е многу оскуден, а информации што се бараат се многу обсежни, така да си имаме доста проблеми кога имаме биопсии на бел дроб, многу ни значи што поголем материјал да добиеме за да можеме сите овие тестирања да ги изведеме. Така. И најнеизвестен веројатно за пациентите и членовите на семејството е моментот додека да се чека извештајот од патологот, така од однесениот пример. Се сеќаваме со јас ги разбирам и пациентите, но они мора да разберат да дознаат и слушнат нели за каков не е така лесно. Значи, затоа ви кажам че корите се многу. Да. Значи, прво треба да се фиксира ткивото 24 часовна процедура, после да се стави на морфологија, да се види. Порано тука завршуваше работата на патолог, зборувам за пред 10-20 години, значи на морфологија ми личи тоа и така. Но сега, сега треба и имуно да се направи, значи тоа е дополнителен ден се зема. Да. Па може да првата палета што сме ја дале не може да ги разграничи ако не е станува збор за некој поредок ентитет, мора да се додаде дополнителна палета. Затоа ние правиме дури, како да кажам, од еден кој ќе добиеме ткивото, правиме пресеци што повеќе можеме и предпоставувајќи колку ќе ни треба имунохистохемија и да оставиме материјал за понатамошни молекуларни анализи. Затоа во еден акт го сечеме примерокот. Бидејќи ако земеме само исечеме неколку стакла, после тоа ќе се стврдне во парафинскиот блок, после кога треба да се изравни наново, се губи драгоцен материјал. Значи тоа е тоа рефлексно тестирање што ние од самиот старт предпоставуваме што може да биде и правиме доволна да речам палета, мислам доволно голем број на пресеци кои што после ќе ги искористиме или за имунохистохемиска или за молекуларна анализа. Така да ја не знам, сега предпоставуваме земена биопсија, се чека, нервоза е, но како да ви кажам, точниот резултат е многу важен, отколку ден-два, па и недела дена. Да. Не сваќате. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото со професор доктор Вања Филиповски, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина. Го разработивме поголемиот дел, доктор Вања, од оваа патологија за која што зборуваме, туморите на бубрек. Кои се најчестите? Поделбата е на бенигни, малигни и подтипови, предпоставувам дека има, но кои се најчести? Да, бенигни тумори на бубрек во принцип се два најчести типа се
онкоцитом и еден интересен тумор, ангиомиолипом, да речам стромален тумор кој има тројна диференцијација, формира крвни садови, мускулно ткиво и масно ткиво. А малигните тумори кои што се почести, најголем број, да речеме секој втор тип на тумор малигни е светлоклеточен карцином. Мислам, тоа е морфолошки опис, затоа што клетките кои ќе ги видиме под микроскоп се светли, како празни изгледаат. Не се тие празни, него не се бои цитоплазмата, затоа изгледаат дека се светли и затоа го носат тоа има светлоклеточен карцином. Исто така тука спаѓа и втор по честота е папиларниот карцином на бубрегот. И двата тумора по својата хистогенеза тргнуваат, да речеме, од проксималните туболи, така да имунохистохемиски имаме ние палет антитела кои што ќе ги разграничиме да одат према папиларен, да речеме, или светлоклеточен, а другите тумори, друг малигни тумор од дисталните туболи, да речеме, хромофобен карцином, кој што е како пандан на онкоцитомот, ако е бенигна варијанта. Хромофобниот карцином треба да е малигната варијанта и најагресивен тумор од собирните канали на бубрегот се вика collecting duct карцинома, на тумор на белини. Тој е доста редок, али е доста агресивен. Исто така, тумори може да потекнат и од колекторниот систем на бубрегот, значи пиелонот. Тоа се уротелни карциноми, истите што ги има, да речеме, кај мочниот меур. Тоа е, да речеме, најчестата таа основна група на тумори, но во денешно време со развојот па и на имунохистохемијата и поготово молекуларната патологија, кога се откриваат специфики или молекуларни алтерации, добиваме нови ентитети. И се ние мора да пратиме, на секој 5 години се обновува таа категоризација за тумори на бубрек. Се очекува во најновата категоризација да излезат нови тумори. Во принцип, најголема група на нови ентитети се очекува во однос на тие тумори со еозинофилна цитоплазма, уште ги викаат онкоцитни тумори, и препознава Светска здравствена организација тешкоти во точна давање на точна диагноза. Заради тоа и постои една група што она ја признава на така наречени онкоцитни тумори неспецифицирани на друг начин, каде што дозволува во таа кошница да се стават ентитети за кои не сме сигурни дали одат према едната, втората група или некоја група која што уште не е додефинирана. И тука ја покажува нашата лимитираност врз база на морфологија и имунохистохемија заедно да стигнеме до диагноза и новото поле што се отвара е таа молекуларна патологија која што се уште не ги додефинирала сите ентитети. Така да. Извештајот на патологот, оние информации до кои што вие доаѓате се многу важни понатаму за онкологот и за хирургот. Да. И тука е таа тимска заедничка работа. Значи, и соработка. Да, постои ТНМ класификација на сите тумори. Тумор нодулус присуство на, да речам, метастази во регионални лимфни јазли и далечни метастази. Таа важи и за бубрегот. Значи, ако е локализирана болест, ќе зависи категоријата од големината на туморот. Ако е локално напредната болест, а под локално напредната подразбираме туморот да излезе од компартманот на бубрегот, да влезе, да речеме, во масна капсула, во перипелично масно ткиво, или, што е една специфика само за бубрегот, или не само за бубрегот, него што има кај бубрегот и други ретки карциноми, има тенденција да влегува во гранки на бубрежна вена. Таа тенденција е препознаена и е ставена исто во ТНМ категоријата, да дава туморски емболуси и преку бубрежна вена центрипетално да се движи кон срцето. Значи, туморски тромб се прави, кој е, значи, коагулабилен, влегува преку бубрежна вена во долна шупла вена и преку тоа во срцето. Значи, во завис од тоа кој дел ќе го фати и каде ќе се најдат туморските клетки, и те категоријата се зголемува од Т3А, Т3Б, Т3С, за да се укаже на тоа дека туморскиот тромб, ако е доста проширен, како се вика, значи може да е поагресивна болеста
И уште една работа, покрај одредување на ТНМ категоријата, ние одредуваме агресивност на тумор базирано на хистолошкиот изглед на туморските клетки. Исто феномен докажан, да речеме, не строго специфично за бубрегот, ама најчесто го има кај бубрегот, е саркоматоидната трансформација на епителните карциномски клетки, феномен кој што е познат како епително-мезенхимална транзиција, како дедиференцира туморот, подолго стои се шири, тој поприма полош изглед и може да преиде во изглед кој личи на сарком туморот стромално потекло. Тоа е, да речеме, последната недиференцирано што може да ја даде туморот и такви тумори кои ќе ги видиме укажува на поголема агресивност. Да. И врз основа на тој извештај се оди во насока на каква терапија ќе се применува. Значи, хистопатолошката бидејќи дијагноза некогаш не е можеби потребна инвазивна, некогаш можеби и поинвазивна и тука се прави таа класификација. Хистолошката дијагноза и ова ТНМ категоризација е најбитна за да се процени стадиумот на болеста. Врз база на ТНМ категоризацијата ние го добиваме стадиумот на болеста, на онкологот му треба да знае кој е стадиумот и која е хистопатолошката дијагноза и они си имаат протоколи како да пристапат кон одредена дијагноза и одреден стадиум на болест. Да. Се случува некогаш да треба да се повтори исследувањето и примерокот кој што доаѓа кај патологот, затоа што некогаш не се успеало да се добијат информациите до крај? Или некоја неизвестност се појавува, да, така, или нејаснотија? Значи, да. Доброто патологијата е тоа што ние све тоа е архивирано, постои во парафинско блокче. Да. Ние самите, најчесто ние сме тие што си бараме второ мислење, значи као колеги кои ќе најдеме некој тежок случај, се консултираме меѓу нас. Кога и тоа ќе го исцрпиме, бараме колеги кои што се повични експерти, збориме ако станува збор за некој редок ентитет, и соработуваме со колеги во странство кои што имаат, да речеме, и молекуларна дијагностика за да може да ни помогнат во додефинирањето на некоја болест. Да. За да ја добиеме конечната дијагноза, така и за да се знае текот понатаму каков ќе биде на лекувањето. Ви благодарам за гостувањето. Во следната сезона Здравје од есен повторно се надевам ќе имаме оваа заедничка соработка со вас. Ви благодарам вам. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.